Овие откупувачници никнуваат како печурки. Тоа е една појава која што е многу забележителна во последно време. Колку ги има низ државата такви фирми и кој е нивниот интерес за да отвараат вакви локали? Нема многу фирми во Македонија од овој тип на карактер, значи покрај ова имаме уште една што работи со повеќе експозитори. Тоа е Eurogold груп Доел Тетова. Исто со собственикот од Хрватска? Собственикот од Хрватска, управителот на друштвото е од Македонија. Таа има 5 објекти, 4 во Скопје и 1 во Тетова. И има аплицирано со дозвола за извоз, реализиран извоз има негде на од 1,67 килограми во вредност од 35.000 евра. Каде го изнесуваат златото? Сега треба да проверам точно, мислам дека у Хрватска беше ова. Ова мислам дека у Хрватска беше извозот на злато на Eurogold. Што треба да поседува една фирма за да може да откупува злато? Како ги издавате дозволите? Значи, фирмата ко фирма не е со законот регулирано, значи нема посебни услови што треба да ги исполнува фирмата. Едноставно фирмата треба да е регистрирана во централен регистар, да се води евиденција за откупот и количините на откупено злато, да при извозот да поднесе договор и профактура каде ќе го извезува златото, за да можеме да видиме по која цена го извезува, дали е по реална берзанска цена, односно цени кои што се важат во моментот во Европа, или пак се работи за некои шпекулативни трансакции. Значи, нашата контрола од аспект на злато е од аспект да не се дозволат шпекулативни трансакции при извозот на злато, да се извезе злато со сомнително потекло и Значи, вие си вршите редовни контроли во тој контекст? чисто од аспект, значи да се заштитиме да не дојде до шпекулативен извоз. Дозволите ги издава Министерството? Да, Министерството за економија ги издава дозволите за извоз. Ви велам, не се работи за големи количини на такви дозволи и самите бројки кажуваат дека годинава е извезено негде околу вкупно 4-5 килограми злато. Според вас, што е причината што во Македонија почнаа да се појавуваат вакви фирми, бидејќи и златарите кај нас го откупуваат досега златото по легален пат? Причината може да беше растот на цените на светскиот пазар, кризата од друга страна, луѓето претпоставуваме, веројатно ваквите фирми, дека луѓето се принудени да си го продаваат златото во недостиг на други финансиски средства и дека очекувале можда дека поголем промет на злато ќе откупат и ќе може да остварат онаа разлика во цена меѓу откупната и продажната цена.